Шарени детски книги, едукативни книги и картички за деца од предучилишна и училишна возраст, создадени и направени токму од Лидија Демјановска од Битола, која што по професија е радиолошки технолог, а своето едукативно хоби не го штеди, на кое што веќе е посветена максимално една година и ги создава овие прекрасни едукативни книги за сите дечиња. Лидија, ќе ти посакам добро утро и пред се ви те прашала како ја спои радиологијата со токму овие едукативни книги кои што ти рачно ги создаваш и се направени, рачно изработени токму од тебе. Здраво, првенствено ви благодарам за поканата. Инаку спојот може би е малку чуден со оглед на тоа што имам друга дејност, но сепак хобито се го направи своето. Потребата за создавање на ваков вид на интерактивни, едукативни флеш-картички и книги произлезе токму од потребата за моите дечиња. Бидејќи на почеток ни требаше нешто што е трајно, издржливо и практично, и воедно така почнав да создавам првенствено за нив, но потоа со текот на времето сватив дека многу од блиските пријатели кои доаѓаа често ги гледаја едукативните материјали ме поттикна едноставно да почнам веќе и да ги објавувам, да почнам да соработувам и со други родители и мајки кои што можат исто така да допридонесат доста многу во однос на самата едукација за нивните дечиња. Да, колекцијата е многу богата, буквално за се она што е потребно од 0 месеци па се негде до 7-8 години од прилика, каде што децата осознаваат, треба многу да учат и многу памтат во тој период од годините, но што е она што прво вие го направивте? Прво што го создадов беа едукативните флеш-картички македонска азбука, бидејќи моите деца многу беа во тој период на околу 2 до 3 годишна возраст заинтересирани за букви и на тој начин почнав да ги создавам нив, па потоа дојдоа на ред броевите од 0 до 20 и така со ред се нижат веќе други идеи, потоа дојде едукативната книга за почетно пишување на македонската азбука, па потоа и броевите и така започна се етапно, постепено, додека веќе не стигнам бројка на 30 флеш картички моментално, над 8-9 едукативни книги и вклучително имам и планери, рутини. Да, се она што е потребно буквално за децата да го имаат основно и почетно познавање или пред да влезат во училиште и да седнат во училишните клупи. Од што црпите инспирација? Како наоѓате инспирација за да создавате нови книги, но и сепак се е уникатно и рачно изработено на кој што вие се подпишувате и оставате ваш печат. Идејата, значи, односно инспирацијата е токму од моите дечиња, пред се, бидејќи тие ми се најголема инспирација, често пати знаат да ми кажат дека сакат, во последно веќе ги создадов едукативните флеш картички за знамиња. Син ми се интересира во тој поглед за знамињата, така и лека полека почна во тој дел. Често пати соработувам и со учителки и учители од основните училишта кои што имаат потреба од некаков едукативен материјал или пак воспитувачи од градинки, така да секогаш сум отворена за соработка во тој поглед. Да, навистина имате богата колекција, но што можеби што планирате дополнително да направите во вашата колекција, секако за децата? Сепак би се задржала на овој дел каде што едукативните материјали би биле трајни, издржливи и практични пред се, забавни за децата на некој начин да го учат сето тоа низ игра и забава, не да биде она класично учење дека се приморани да го учат сето тоа. Во иднина можеби имам некои доста идеи кои би сакала да ги реализирам, можеби за малку поголеми дечиња, но сепак ќе одземе можеби време додека да се реализираат, но во секој случај секако дека ќе се задржиме баш на тој концепт.
Да, сепак, нели вашево хоби трае само една година и за само толку краток период имате направено навистина многу богата колекција и со едукативни книги и со едукативни картички. Што е најтешко во процесот на изработка? Најтежок дел е додека да се реализира, односно додека да ја добијам идејата, начинот како да ги презентирам со оглед на тоа што ги цртам во посебна програма, ми одзема време додека да се нацрта, да се осмисли самата книга, а потоа веќе делот од печатење и ламинирање сметам дека е полесниот дел. Да, тоа е нели нешто што додека се добие инспирацијата за нешто ново, но и за нешто што недостасува за да биде и прифатено. Нели како реагираат дечињата на книгите и на картичките? Првенствено моите деца се првите кои се во дел за ревизија, да, точно. Со нив се почнува кога ќе ги направам откако ќе ги изработам, тие се први кои што можат да ги видат, да ги разгледат со оглед на тоа што доколку се раби од еве во овој случај конкретно сега во последно време за знамињата. Син ми во тој дел е многу активен, така да знае да ми каже некоја сугестија од типот зошто е ова вака, ајде да го промениме, така да најчесто во тој дел. Дали може би изработувате работи кои што се, не знам, по нарачка некој да ви даде сугестија, нешто што му е потребно од страна на едукативните книги и картички? Да, секогаш сум спремна за соработка, до сега сум имала многу соработки, така да слободно, многу од голем дел од книгите и флеш картичките се направени токму така и настанале, да. Да, каде и како можат да ве најдат сите оние кои што сакаат да нарачаат, сакаат да работат со своите деца? Мислам дека нема родител кој што не работи на едукација на своето дете и со помош на овие прекрасни, уникатни книги кои што се на македонски јазик да ја збогатат својата библиотека, но и да го збогатат знаењето на своите деца. Моментално, значи, сум активна на Facebook профилот Шарени детски книги ММ Дизајн, исто и на Facebook профилот, па во иднина се надевам дека ќе почнам да соработвам и со некоја книжарница каде што ќе можат да бидат исто така подостапни моите едукативни книги и флеш картички. Да, верувам дека и понатаму ќе се проширува оваа ваша уникатна, необична приказна и овој ваш хоби кој што помага на многу деца, на многу родители за сепак да се збогати знаењето. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и ви посакувам секако да ви се изреализираат сите планови кои што ги имате за во иднина. Ви благодарам и вас на поканата и ви посакувам многу успешна работа.